Почитувани гледачи, ги продолжуваме разговорите во рамките на денешното издание на емисијата Дневна соба на тема 30 години ТВ канал ВИС. И на мое големо задоволство, гости во студио, гости во Дневната соба на ТВ канал ВИС се моите драги колеги Катерина Давчева и Ване Трајков. Добар ден, добре дојдовте и честит јубилеј. Честит јубилеј. Навистина 30 години се години кои што се започети да се обстои во медиумскиот простор 30 години, особено кога станува збор за локална телевизија која што премина на регионално ниво, е пред се и големо достигнување и чест ми е еве што сум дел од тимот на ТВ канал ВИС и да го прославиме заедно и овој јубилеј во очекување на многу други јубилеи. Така, со оглед на ситуацијата со пандемијата, со COVID-19, не правиме прослави, на овој начин го одбележуваме јубилејот, но убаво и така, зошто да не, се надевам дека ќе имаме уште многу убави годишниња во иднина. Мои гости се двајцата луѓе кои даваат дух во телевизијата уште од самиот почеток на секој работен ден. Катерина Давчева при секое влегување во телевизијата, уште од вратата, уште не сме ја виделе, а таа вели добро утро и пејки тоа го прави. А кога сме веќе кај пењето, Ване Трајков секој ден влегува на работа пејки по една убава песна од неговиот раскошен репертуар. Така започнува работниот ден во ТВ канал. За да внесам позитивна енергија. Токму така. Зошто е тоа така? Кате? Па, најверојатно тоа е поврзано со атмосферата која што нели кога влегуваш, не влегуваш само на работно место, туку влегуваш на место каде што има твои пријатели пред се, твои луѓе. Она што е, јас не сум родена Струмичанка и мојата фамилија, поголемиот дел од мојата фамилија е во Прилеп, еден потесен дел тука во Струмица, па многу... Си имала среќа да дојдеш во Струмица. Па добро, да, вистина е голема среќа. И моите колеги се моето семејство. И тоа е како кога доаѓаш, нели, во семејството и го поздравуваш. Од тие години колку што си ти на овој свет, веројатно поголемиот број години си овде во Струмица, или? Па, или тука некаде? Не, па не уште 10 години веќе во Струмица. Во Струмица, така. Веќе една А деценија. новинарскиот занает почна да го калиш во Прилеп, во така? Прилеп, да. Така. Веднаш по завршувањето на студиите од 2003 година во Прилеп и таму почнав во локална телевизија, телевизија Прилеп, која што доколку постоеше и таа сега ќе славеше јубилеј, затоа што таа беше првата телевизија локална која што е формирана под јавно како неприватна јавна телевизија заедно со ВИС како приватна инвестиција. Така. Ване, веќе реков, денот му започнува со песна и таа песна... И завршува со песна. да. И преку денот пеат. И преку денот си пееш и Биди искрен до крај. И така создаваш убава атмосфера во телевизијата. Иако морам да признам, драги мои гледачи, дека баш на Ѓорѓе Калеџиев мојот репортар не му се допаѓа многу. Не е точно. Одредени песни ми се допаѓаат, но одредени песни кои поминуваат во некаква, не знам... Антологија. Не ми се допаѓаат, но влегува обично со убави песни, и тие песни влегуваат и кај нас во подсвеста и сите ги пееме. Денот ли ти започнува од дома со песни, или? Да. Така? Да, од Сабајле јас со песна почнувам, со песна возам до работа. Како ја избираш вистинската песна за тој ден? Значи, човек со ведар дух. Така е. Човек со насмевка и едноставно, не знам, мене песната ме храни. Слушам секаков вид на музика, мераклиските ми се дефинитивно оние кои што ми лежат на срце, независно дали е од Македонија или од поранешна Југославија. Сепак, мене денот, ако не запеам некоја песна, мислам вака, за душа, мислам дека лош ќе ми биде денот. Ти кажале ли некој дека ти убаво пееш? Не. Не ти кажале? Ако си ти тој првиот, благодарам. Значи сите биле искрени, добро. Ване, 30 години ВИС. Да. Продолжи. Што да кажам, 30 години, јас некаде 19 години, мислам 2002 почнав во ТВ каналот ВИС, претходно имав нели во останатите медиуми локални овде во Струмица.
За овие 19, неполни 20 години, ВИС ми ги отвори перспективите, барем како медиум. Освен што ми даде можност, мислам дека и се искристализирав како професионален новинар. Така. Ми ги даде шанси да продолжам исто со на спортско коментирање, ми ја даде можноста да се истакнам и надвор од овие локални рамки. ВИС е дефинитивно медиум кој што се уште и понатаму стои на столбот на професионалното новинарство, медиум кој што е непристрасен, барем по мене, бидејќи често пати може да кажат, ама вие од медиумите знаете да заскривате, никогаш јас во овие 20 години не сум добил нешто да заскријам или да премолчам. ВИС е едно семејство кое што како да ти кажам, живее сложно и она што е најинтересно, нема распределба на она како функции, барем во телевизијата, тој уредник, тој задолжен за тоа, задолжен за тоа. Едноставно се надопунуваме едни со други и една атмосфера, работна атмосфера, кога треба професионално да се работи, тоа го знаеме сите, кога знаеме да се дружиме, го знаеме сите, како се до тоа да го одработиме. Мислам дека ВИС 30 години наполни и направи голем исчекор на македонската медиумска сцена, но сметам дека со малку поголема можеби отвореност и ставање на нешто, таа регулатива, ајде да кажам, мислам дека ќе бидеме уште поголем медиум кој што како регионален ќе успева да покрива се и се што од регионот. Така, кога го спомнам регионот, како успевате да стигнете секаде? Гевгелија, Валандово, Дојран, Богданци, Струмица, Василево, Босилово, Новосело, Радовиш, Конча. 10 општини, регионална телевизија, вие сте директно вклучени во информативната редакција на ТВ каналот ВИС. Тешко ли е? Па со добра организација се средува, се координираме, како што кажа Ване, значи кога почнуваат деновите, правиме планови кој каде, што ќе оди, гледаме да бидат опфатени редовно гледачите од целиот наш југоисточен регион, значи да, ние сме во Струмица, меѓутоа ние зрачиме регионално и секако сакаме да допреме до сите гледачи во сите тие 10 општини и со добра организација, со добра координација успеваме да го направиме тоа и она што е многу важно, што довербата на гледачите кон ТВ канал ВИС е јака, е силна и нашите гледачи се нашите гласници всушност. Тие знаат дека кога ќе се обратат во телевизијата, дали писмено, дали на нашата социјална страна, дали на нашиот имејл, знаат телефонски ќе не контактираат. Знаат дека веднаш најпрофесионално ќе бидат прифатени нивниот проблем, доколку нели секако треба да биде и сме во можност да го актуализираме, дека го правиме тоа. Значи таа доверба е многу значајна и всушност таа доверба на гледачите кон нас како телевизија ни дава уште поголем стимул, затоа што целта на медиумот е да ги поправи работите во општеството, а тоа може само со таа синергија да се направи. Ване, во поглед на регионалниот статус на ТВ-каналот ВИС, имаш ли ти некои омилени општини, например, каде што би сакал повеќе да одиш за разлика од некој друг или апсолутно ти е седно? Да кажеме, многу сакам да снимам во Гевгелија, ама не и во Радовиш или обратно. Нема значење тоа. Едноставно, она што го кажа Кате пред малку е тоа што нели ние сме на страната на гледачите. Често пати знаат да не контактираат дали по оние социјални мрежи или директно на мејл, а најчесто барем лично зборам за мене, телефонски, ало Ване, таков и таков проблем има. Немам никаква распределба. Барем мораш да признаш и ти и колешката дека сум јас малку повеќе рурален. Така. Јас признавам. Новинар кој што би сакал да го осетам пулсот во оние помали општини, во оние населени места кај што Катерина повеќе урбана. Така. Така, мислам нема да кажеш некој поумилено, мислам боже мили, едноставно одеш професионално да го одработиш сето тоа за кое што си тргнал со намера, дали ќе биде тоа Конче, дали ќе биде тоа Дојран, дали ќе биде Валандово или пак Новосело.
одиш за да информираш со оние професионални стандарди и затоа реков на самиот почеток, односно премалку, дека довербата е таа која што ни ја пружат и ние не смееме. Ние сме сепак телевизија 30 години, имаме навистина кредибилитет зад нас и луѓето Не треба се руши, се разбира. И луѓето ти веруваат и знаат дека кажаното преку ВИС не е истото преку останатите, нели, ги имаме сега оние социјални медиуми или пак интернет портали, не е истото кој што само го пренесуваат, но не и суштински да навлегуваат во самиот проблем кој што треба да се притисне заедницата или пак институциите за да се надмине тој проблем. Така што мислам дека довербата е кај нас многу поголема и иако нели и ние имаме интернет медиум, односно веб страната на ТВ каналот ВИС, но во секој случај не поистоветуваат како телевизија. Така. Само да нагласам кога зборуваме за довербата, ТВ канал ВИС токму со намера да им се приближи на гледачите уште повеќе на нашата веб страна. Ние отскоро ја имаме и подкастот Граѓански новинари, веќе почна граѓаните да ни праќаат информации дополнителни за да може тоа се најчесто сега помали поголеми, нема секој проблем е голем, меѓутоа уште еден директен начин многу побрзо да дојдат до нас преку таа платформа која што има на веб страната и секако на ТВ каналот ВИС Граѓански новинар. Секојдневно ТВ каналот ВИС има свој начин како да се приближи до граѓаните, но не се додворува, тоа е многу важно. Вие сте катадневно гости во секој дом преку информативната програма, преку вестите на ТВ каналот ВИС, но вие сте присутни на програмата на нашата телевизија и како уредник на емисијата за земјоделци на ВИС Спорт. Како правите таа резка дистинкција премеѓу едното и другото? Па, исто е новинарството е новинарство. И сега, да, кога веќе си остручен новинар кој што ја работи работата, освен некои специфични теми како спортот, например, каде што е малку потешко да се влезе, другите работи со читање. Знаете како викаат за новинарот е универзален незнаеко, значи од се знае помалку. И сега кога ќе знаете добро да ги многу е важно да знаете каде да ја побарате информацијата. И веќе кога ќе сте способен каде да ја барате информацијата, ќе дојдете до неа и ќе ја пренесете таа информација, така што не е тоа големо да се прави резка граница. Јас и во информативната програма, во вестите се трудам да колку што можам да ги актуализирам темите поврзани со земјоделството, затоа што Општина Струмица, ние имаме рурални општини, како беше она Струмица, како викаме Струмица најголемата градина, значи во Македонија, сад колку и да изгледаат нели испотрошени тие флоскули, но даваат сликата дека токму земјоделецот кога ќе седне дури во вестите, сака да слушне некоја информација која што можеби додека тој работел на нива се случила на ниво во кое што некоја одлука која што може да му делува. Имала среќа Катерина да прави емисија од земјоделството во земјоделски крај, како што има Ивана Трајков да прави емисија од спортот во град кој е град на спортот. Така ли, Иване? Сите се градови на спортот. Не. Да влезеш во било кој град, тоа ќе ти го кажат, мислам, оние локал патриоти. Така. Види, спортот е нешто кој што треба да биде поприсутно во медиумите. Навистина, мене ми е жал лично, може да кажам дека се чувствам некако монопол, барем во таа област. Има многу работи за спортот да се информира, бидејќи добро кажат и дека Струмица е спортски град. Има многу младински категории кои што навистина не добиваат и многу внимание, се обидуваме ние нели како телевизија да посветиме и нив. Спортот е оној кој што нели носи резултати. И сите се радуваме на него и сакаме едноставно да дознаеме за тие резултати, но да се гордеме и да се поистоветуваме со тие носители на резултатите. Така. Како беше чувството кога нели Горан Пандев го даде тој победоносен гол кога се пласиравме на европското првенство. Сите сакаа да дознаат нели плюс иако веќе беше елабориран на широко и надолго Горан Пандев, но сепак сака да му влезат во тој животот на Горан Пандев. Така да спортот е неприсушен извор за информирање, но во секој случај ние сме мала телевизија, морам да признам, сам човек мислам дека во Струмица едно 20 на спортски екипи има. Да, и може би тешко повеќе. се стасува секаде. И тешко може да се стасува. Јас често пати со спортските работници велам, јас не сум
иако сакам да бидам во спортот, не можам да ве покривам сите, да знам кој што каде. Слободно контактирајте ме, просто розстапуваме за сите, бидејќи основно дневно информирање, освен спортската емисија, знам да улетам и во политичките води, во политичките емисии, во очи во очи на Тавакановот ВИС, и она што знаеме да се надополниме, тоа е она хомогеност на колегите на семејството на ВИС, ако сум бил јас нешто по земјоделие, може слободно да биде искористено за колешката или пак таа ако била на спортски настан, колешката Сузана Мицева кога снимаше за триатлонот од Дојран, па го искористив овде во спортската емисија. Така што има доколку се сака. Но во последно време, кога станува збор за новинарите, не сакам да ги именувам, но поголемиот дел стана Facebook новинари. Тоа е така како што е. Треба да заклучиме дека Тавакановот ВИС и покрај тоа што ти констатираше дека е мала телевизија, има многу помали од нас, има и многу поголеми од нас, но тоа е релативна работа. Големината не се гледа според тоа колку вработени имаш, туку според квалитетот на понудената програма до гледачите. Факт е дека Тавакановот ВИС е најгледаната телевизија во регионот и една меѓу најгледаните во државата, и тоа треба да ви импонира. Но, овде со 30 годишниот јубилеј се свртува веќе нова страница, одиме напред. Каде го гледате ВИС од утре па натаму? Што е тоа што треба според Катерина и според Вана да се менува во телевизијата, да одиме уште посилно напред? Па добро, со оглед на тоа што после, како беше лошото доаѓа добро, после пожарот што се случи, дојдовме во нови простори, во убави простори, со нова опрема. Во своји простори. Така, во своји простори. Од таа страна, значи, сметам дека го подигнавме нивото на техничката опременост кога станува збор посебно за локални, регионални телевизии кои што и тоа како треба да изгледа. Значи, сега останува на нас уште повеќе да работиме, да ги следиме трендовите. Значи, ги следиме трендовите. ТВ канал ВИС не е истата од пред 30 години. Абсолютно. Иновациите се иновации и во опрема, и во медиумски производи кои што ги даваме. Еве, како што го спомнав граѓанскиот новинар, значи ние постојано следиме во тек кои се тие иновации во информациите, во пласирањето на информации и секако нема да дозволиме да се создаде вакуум меѓу желбата за информирање на нашите гледачи и можностите тоа да им го дадеме. Значи, остануваме до крај посветени на мисијата што имаме како новинари. Ване, ВИС утре? ВИС утре повторно ќе започне со песна, влегувајќи Вана Трајков во редакцијата. Кога велам ВИС утре, не мислам на утре, туку вака сега, значи мора дефинитивно, свесни сме дека нели ова ново време дигитализирано дојде едноставно ни се заканува како на оние традиционални медиуми. Сметам дека ВИС има капацитет и сметам дека ќе мораме малку мултимедијално да се представиме пред граѓаните. Ние сега се представуваме, но можеби треба да биде даден акцент со она, како се вика, нон-стоп пренесување на работите од терен во живо, во моментот. Бидејќи, верувајте да ви кажем истинно дека ние со нашите информативни појаси во 17 часот и 30 минути професионално ќе настапиш ти, но сепак овој временски период е многу далеко. Граѓанинот сака веднаш да ја дознае информацијата. Така што сметам дека и днината, барем според мене, е она дигитално колку што можеме повеќе да бидеме силни со оние навистина проверени, пак ќе кажам, проверени и навистина со повеќе извори информација, а не само пренесување на обични статуси на лица на Facebook. Што реков пред малку, она што ме иритира или што ме загрижува е Facebook новинарството, пренесување статус на Ѓорги Калеџиев од Facebook на медиум. Така е. А го нема гласот да го праша и да го потпраша Калеџиев за она што го објавил. Така. Значи, мојата желба, ако ме прашате, е зајакнување на тој аспект на телевизијата, регионално ангажирање на дописници, со оглед дека колку и да викаме дека сме регионална телевизија, сепак човек од Гевгилија да кореспондира со нас и да биде дописник, ќе ни биде од голема припомош, бидејќи тој ги знае реално состојбите таму, исто така и од Радовиш.
Ќе биде полесно во Полесно во секој случај. Моја желба е И млади амбициозни кои Апсолутно, што треба апсолутно. да дојдат и да моја желба е да се задржи хемијата во телевизија ВИС, да си останеме семејство, да ораме по нови успеси, по нови резултати, да си пееме песна. и здравје пак за јубилеј да сме вака седнати. Токму тоа сакав да ви го посакам. Ви благодарам на разговорот, за учество во оваа празнична емисија. Тебе Војно посебно да, тоа посебно сакам тебе да ти кажам. честитам, да. бидејќи 11 октомври првата пушка пукна во Прилеп, Дуле, нели? востаникот Дуле, да, во далечната 1941, но и Ми 10 беше спрема убаво 11. да Јас- поразговарам со вас. Ви посакам успех во животот и во кариерата. Јас на следниот јубилеј веројатно нема да присуствувам. Ќе присуствуваш. Не сука. физички, него Ќе нема да присуствуваш. прославам 35 години од разбирливи причини, Ќе бидејќи бидеш одиш во во пензија. пензија, ама ќе На бидеш 34. како почестен гостин. Почестен председник. ви благодарам и се најубаво. Благодарам колега што не покани во дневната соба. Дај Боже малку да ти се малку прошири вака оваа дневна соба. Убаво ми и вака. Ете така, ама да ти се прошири, за да можеме повеќе да бидеме отеднаш овде. И може ли за крај, бидејќи ни е јубилеј, Да, една мераклиска. повели. Не кажува ли бе добра ноќ. Повели. Не, сакам да слушам од режија. Ќе видиме да. Јако сите заедно Да запееме, а зошто да не? Мислам, па да докажеме дека стварно имаме Ајде, позитивна може. енергија. А Почни јас ти. имам еден подруг предлог да излеземе од вратата на студиото, па таму. Без сведоштво на гледачите да се ја направиме. Да, бидејќи реков За да не како биде- Гаврам за да пеа. ете така. А кажи бе, Ѓорги. Благодарам Благодарам. понатаму се емисијата.